Почитувани граждани на Република Македонија, почитуван председател, колеги пратеници, веќе пети ден дебатираме, разговараме околу ребалансот на буџетот и од претходниот дискутант, господинот Балковски, и од дискутантите кои што зборуваа во претходните денови, се остава печаток дека треба да се донесе ребалансот на буџетот што побрзо, и тоа е точно. И ние се служуваме како опозиција дека треба да се донесе овој буџет што побрзо. Но треба да признаете дека вие во оваа ситуација сте контрадикторни. Зошто? Опозицијата, вклучително цела опозиција, на расправата во Комисијата за финансирање и буџет предложивме, односно ја прифативме, да се скрати дискутирањето и расправата од 10 на 7 дена. Тука е нашата конструктивност према вас како власт и спрема граѓаните. Со тоа што дадовме пас да се скрати 3 дена расправата во буџетот, за да можеме овој ребаланс на буџет да биде донесен 3 дена порано, односно мерките да се реализираат што поскоро. Откако заврши расправата во Комисијата за финансирање и буџет, целиот тој предмет ребаланс на буџет беше пратен до владата. Сега, владата го држеше 5 дена. Цели 5 дена, почитувани граѓани, буџетот, ребалансот на буџетот беше држан во владата. Зошто тоа го направи? Само дозволите да се доискажам. Ќе дозволите ви кажам после. После може да. А зошто тоа го направи? Се надевам дека имаат тие причини да образложат, јас немам, но моје видување е дека тогаш беше и продолжен викенд, и 23 октомври си го споја викендот, наместо владата да работеше, а како што велат во интерес на граѓаните, тие се заминаа на одмор во блиските одмаралишта во Република Македонија, и тоа некако. Сега, кога зборуваме дека со овој ребаланс на буџет ќе се донесе и четвртиот сет на мерки, мораме да кажеме дека првата, втората и третата сет мерки за борба против COVID-19 се искористени само половично, односно 54,5%, или се искористени околу 226 милиони евра, и тоа граѓаните на Република Македонија добро го знаат, затоа што со истите тие средства се изврши бруталниот подкуп за време на парламентарните избори. Ефектот од првиот, вториот и третиот сет мерки го имаме. 40.000 нови невработени врз основа на отказ, отпуштање, затварање на работните места. Зошто само една минута? Кој зашто една минута? Па вам ви се чини една минута, затоа што води брзо. 3 минути имавте. Се извинувам, само да ја довршам ја мислата. Кога зборуваше претходниот дискутант во делот на општините, само че цитирам еден сегмент, еден дел од ребалансот на буџетот, каде што вели програма 2П, проект за локални патишта, господине Балковски. Намалување на средствата од 247 милиони и 500 илјади денари на 53 милиони 450, од кои што 37 милиони и 300 илјади одат само за капитални расходи, а тие капитални расходи ќе бидат за проектот одржување, изградба, реконструкција и модернизација на патиштата во општините. Кога овие средства ќе ги поделиме на 80 општини, доаѓаме до фантастични 7.500 евра за секоја општина, или мојата општина и моите општини кои што ги представувам, Кавадарци, Росоман и сите општини, ќе добијат по 7.500 евра, или тоа е 100 метра асфалт, или 1/10 од она што го заврши господинот Бочварски во општина Штип, а кој што сега е министер за транспорт и врска.